Во времето кога Македонија се уште е темен вилает со мачно секојдневие, надежта ја осветлувале само кандилата од монашките келии во кои се чувале и развивале просветата, знаењето, книжевноста. Во втората половина на 18 век, во потрага и борба за подобро утре, семејството Крчовски, кое се занимавало со обработка на железо и трговија со железни производи, најверојатно се преселило од Кичево, тоест Крчово, во Самоков, оттаму во Крива Паланка и подоцна во Кратово. Идниот свештеник Јоаким, роден во занетчиско семејство, наместо со обработка на метал, се посветил на духовното обработување на своето срце и на просветителскиот труд за изобразување на Божиот образ во душата на секој човек од својот народ, како што вели свети апостол Павле, се додека Христос не се изобрази во вас. За да ја зајакне и дополни верата во Бога со другите науки, растејќи во вистината на светите отци дека верата и знаењето се нераздвојна, двоедна умствена целина, младиот богобарател Јоаким заминал на школување во Цариград. Таткото на Јоаким, како успешен занетчија и трговец, можел да му овозможи на својот син да се школува во Цариградско училиште, што било реткост во тоа време и привилегија на побогатите граѓани. А од неговиот потпис со именувањето Хаджи, дознаваме дека Јоаким бил на поклонение на светите места во Ерусалим. Црквата вознесува пофалби кон оној кој во своето време евангелскиот оган со ревност го полагал пред сечија душа и во секој чекор, кај секој христијанин, па и иноверен со кого се сретнувал во животот. Неговиот личен подвиг во изучување и проповедање на вистината го искалиле праведниот Јоаким сличен по дух со големите духовни личности негови современици, свети Пајси Величковски, свети Макари Корински и свети Никодим Светогорец, кои го понеле јаремот најпотребен во тоа време и поучени од Светиот Дух, учителствувале, преведувале, пишувале, односно го поучувале и утешувале бедниот и напатен народ под робство. Таков подвиг на себе зел и свети Јоаким. Пред да биде ракоположен за свештеник во 1787 година, тој се оженил со Достана, именувана како презвитера Достана, и со неа добиле 3 синови. Од тројцата синови, 2 станале свештеници. Иако го носел брачното бреме и свештеничкиот крст, оснажен со благодата Божја, започнал да учителствува, прво во Кратово и Крива Паланка, а потоа подвигот го продлабочил со постојано патување заедно со своите синови Јереј Давид, Јереј Георги и Иван, проповедајки по различни цркви и параклиси од Штип до Ќустендил, се со цел да се пронајдат гладните и жедни за вистината и да се нахранат и напојат од неа. По смртта на неговата сопатничка и сотрудничка Достана, Јоаким примил монашки постриг во Осоговскиот манастир во Крива Паланка. Добивајќи го истото име Јоаким и во монаштвото, се здобил со голем молитвеник и застапник во преподобниот Јоаким Осоговски.
Покрај јеромонахот Јоаким се собрало и братство, од кое произлегувале свештеници и учители. Улогата на манастирот Свети Јоаким Осоговски во тешкото време на османлиското робство е непроценлива. Тој се потврдува не само како верско и духовно средиште, туку и како жариште на писменоста и просветата. Во овој манастир Јоахим Крчовски учителствувал неколку години. Сакајќи да му угоди на Бога, а особено поучувајќи се од апостолскиот и светоотечки благослов кој востановил пракса секој народ да има можност за поучување од евангелските зборови на јазикот што го разбира, односно мајчиниот јазик. Тој неговите проповеди насекаде ги прилагодувал на јазикот што е разбирлив и за некнижевниците, односно за неписмените или оние кои не го разбирале црковнословенскиот и грчкиот јазик. Времето во кое делувал Свети Јоаким е по падот на Охридската архиепископија во 1767 година, кога имало наезда на различни влијанија од соседните цркви, за чии што пастири народот ќе каже лицем светци, а срцем вълци. Затоа, праведникот ќе ги повика свештениците кои се најблиску до народот, повеќе да го поучуваат народот на Словото Божјо и да даваат пример со својот живот. Неговата постојана грижа била да внесе дух на христијанско живење кај својот народ, односно живот во покаяние, достоен на правоверен христијанин, за да може со срце скрушено и со дух на смирение човекот да се представи пред Бога. Во неговите 5 испечатени дела, од кои само едно е превод, слово исказано е заради умирание, повест ради страшнаго втораго пришествија Христова, сија книга глаголема митарства, чудеса пресвјатија Богородици и различна поучителна наставленија, среќаваме и негови толкувања. Тој е првиот познат составувач на народен јазик кој има дадено толкување на 74 евангелски текстови, 4 апостолски, како и на неколку псалми, почнувајќи од првиот псалм Блажен муж. Потоа, 2 толкувања на молитвата Оче наш, како и толкување на Богородице Дево, а исто така на символот на верата, кој го дал во 8 толкувања, и во целокупните негови дела можеме да ја согледаме длабочината на духовната личност, неговото исповедништво на верата и богословијата која не се разликува по дух од онаа на отците на црквата. Сите негови дела и проповеди изобилуваат со длабоки поуки, особено дека постоењето на христијанинот се докажува само преку неговите дела, како што вели тој, зашто како снага без душа е умрена, така и вера без добро живење е умрена. Но и постојани прекорување и разобличување по примерот на апостолот Павле, кој вели: проповедај го словото, настојувај во погодно време и во невреме, изобличувај, забранувај, советувај со голема долготрпеливост и поука. На христијаните, поради немарноста и мрзеливоста во духовниот живот им се обраќал: слушајте вие што никој пат не се молите Богу, ни слушате што ви учи Христос у свято Евангелие, ами ходите без страх Божи. И уште, Бог не спасува човека кога сам човек не трзи спасение. Утешувајќи ги христијаните, тој ги учи за се да му благодарат на Бога како вистински христијани, да го носат во нивните усти и нивното срце името Христово, постојано да повикуваат: Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилуј ме грешнаго. Неговите сознанија и поуки кои ги предава на верните за молитвата, особено за Исусовата молитва и молитвата кон Пресвета Богородица, за кој вели: името Исусово и Мариино да ви биде првиот збор, првата мисла, наутро, на половина ден, навечер и во секој час. Со тие имиња да легнувате и да станувате. Зачувањето на човековиот ум како бојно поле, за кое вели: това е работа на ум, да мисли добри мисли. Това е благи мисли, да се моли Богу. А кои не се молят Богу, замислат за овој век, тогај нихни незаузден ум ходи по лоши и грешни помисли. Ум доводи у човеци и ангели и дјаволи. Незаузден ум доводи на човеци дјаволи.
но и за разбирањето на човековата слободна волја го покажуваат праведниот Јоаким длабоко искусен во духовната борба. Праведниот Јоаким постојано се трудел да ги одврати православните христијани од одењето по разни бајачи и гатачи, како и од празноверието, кое од налетот на муслиманството во нашите краишта се зголемувало во тоа време видно принесувањето на курбанот, но исто така и призивот на духови за различни намени, например за лекување, отклонување напасти и така натаму. За таа цел, тој ќе напише неколку поуки во кои ќе се повикува на учењето на повеќе светители. До крајот на својот живот, праведниот Јоаким не го променил начинот на делување и останал во подвигот на учителствувањето и неуморната пастирска грижа на нивата Господова. Во последните години од неговото учителствување, тој престојувал во Кратово, каде вовел нов принцип во школувањето, машките и женските деца да учат заедно. Мирно се упокоил во Господа во 1820 година, успокојувајќи се од многуте трудови, душата своја ја предал во рацете на Христос Спасителот, од кого се поучувал преку целиот свој живот да биде пред секого како питач кој чука на вратата од срцето човеково и со трпение и смирение моли и чека таа врата да се отвори. Верниот народ и многу години подоцна сведочи за учителот кој бил Божји човек. Пред да биде изградена Паланечката црква Свети Димитрий во 1833 година, на гробот на Хаджи Јоаким се извршувале богослужбени чинови. Заради големата почит што граѓаните на Паланка ја изразувале на гробното место, некои турци мухаджири го урнале и оскверниле гробот на Свети Јоаким. Сепак, додека во Крива Паланка се уште немало црква, христијаните при влезот во гробиштата не заборавале првата свеќа да ја посветат на гробот на нивниот свештенослужител и учител. Подоцна, при преместувањето на гробиштата од црковниот двор на локацијата на денешните стари гробишта во 1926 година, коските од гробното место на Крчовски и син му Јереј Давид со почит се внесени во внатрешноста на црквата, каде во посебна ниша се чуваат до денешен ден. Браздата на христијанската просвета, што ја изорал преродбеникот Јоаким во Осоговските краишта, ќе ја има животворната сила да го умножува семето на евангелското учење ширум Македонија се до денешни денови. Народот беше и остана под покровот на неговите молитви, а неговите поуки, кои ги оставил и во пишан збор, биле плашт за утеха од Светиот Дух и ќе бидат свештен завет за сите што ќе го чествуваат овој Божји угодник. Православната црква го прибројува Свети Јоаким во соборот на светите како просветител и учител за Христовата правда и Божјите заповеди, кој засветлил во свештеничкиот чин и примил монашки постриг. По молитвите на Светиот Јоаким Крчовски, Господи Исусе Христе, помилуј не. Амин. Величај